Сум Васил Стериовски, председател на единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција. Инаку што се однесува до правата на македонците во Албанија, македонците во Албанија уживаат одреден број на права и тоа регионално само во делот на Мала Преспа, каде што официјално веќе 80 години се признаваат како такви и како такви имаат право на образование на мајчин македонски јазик во основно и во средно образование, но до тука остануваат тие права. После тоа, поголемиот дел на македонците живеат во внатрешноста на Албанија и во некои други погранични региони, како Горе и Голобрдо, каде што не се признава македонско малцинство во тие региони и тие македонци таму ги немаат своите човекови права, пред се правото на образование на мајчин македонски јазик. Албанија, како што напредува во својот европски пат, така е од Европска унија се поставуваат услови за подобрување на правата на малцинствата. Во тие рамки донесени Законот за заштита на правата на малцинствата пред 7 години, кои тие подзаконски акти до сега пред месец дена се изгласаа за функционалност на овој закон. Се надеваме преку овој закон да може македонците до одреден степен да ги уживаат правата на цела територија на Албанија и едно од најглавните барања е правото на образование на мајчин македонски јазик. Што се однесува до условите на живот на македонците во Албанија, тоа зависи од местото каде што живеат. Претежно во пограничните региони, како Мала Преспа, Горе и Голобрдо, навистина условите се лоши, нема основна патна инфраструктура, водовод, канализација, електрична мрежа, здравствена заштита. И така што од сите влади во овие 33 години се запоставени овие македонци, овие региони. Во градовите нормално е подруга ситуацијата, тука пред се е проблемот асимилација, невработеност, нели како што е партиски тоа функционира во Албанија. И секако во последните години најголем проблем плюс дополнително е и бугарската пропаганда во Албанија, која што цели асимилација на македонското малцинство. Тоа не е сега најголем проблем кој што се соочуваме, бидејќи Албанија беше приморана да признае непостоечко бугарско малцинство, за да не биде попречена од страна на Бугарија во низиниот европски пат и со тоа се на наша штета Албанија дозволува и ја помага во одредени делови за асимилација на македонците во Албанија. И ние бидејќи наоѓајќи се во таква положба, сега веќе овој викенд на 8 февруари во Корча закажавме состанок на нашата политичка партија со македонските политички партии од Република Македонија, каде на овој состанок сакаме да ги запознаеме со положбата на македонците во Албанија, со бугарската пропаганда и национална стратегија што ние сакаме да предложиме до македонските власти, која да биде поддржана од сите партии од власт и од опозицијата, како да македонците во Албанија опстанат на своите вековни огништа. Ние секако сме лојални граѓани на Албанија, тука живееме, тука допринесуваме, тука плаќаме данок и пред се за подобрување нашите услови бараме помош од албанската влада, чија обврска е да ни помогне, но наоѓајќи се тој факт дека Албанија многу не е заинтересирана да ни помогне нас, но и да не заштити од бугарската агресија, затоа ние се обраќаме кај нашата матична држава, која што во соработка и со Албанија да помогне и за подобрување на условите на живот кај што живеат македонците, но и да ја отфрлиме бугарската пропаганда. Затоа е потребна долгорочна стратегија која да биде поддржана од сите политички партии во Република Македонија. Ви благодариме.